Добар ден, господин Ангјушев. Како поранешен вице-премиер за економски прашања и трговец со електрична енергија, ваш коментар за цената на електричната енергија и за начинот на кој владата се справува со енергетската и здравствената криза. Пред се ви благодарам за можноста и за поканата за овој интервју. Поздрав еве до сите ваши читатели, слушатели и вашата новинска агенција која што широко се пренесува низ Македонија по повеќе канали. Значи, ако зборуваме за цената на електричната енергија, многу е важно да кажеме прво од каде таа потекнува, значи што се случува, дали ова што се случува е во Македонија или ова што се случува е нешто пошироко. Ова што денеска го имаме како сите викаат енергетска криза, а јас не викам енергетска криза, јас викам финансиска криза, бидејќи енергетска криза би било доколку некој нема електрична енергија во Европа, како што гледаме никој не се жали дека нема електрична енергија, сите имаат електрична енергија, што значи дека кризата не е дека нема енергија, него кризата е дека енергијата е скапа. Сега како дојде до тоа да енергијата биде скапа, се 4 фактори кои што ја генерираат цената на електричната енергија. Пред се, значи, најголем фактор во сета таа работа е цената на гасот. Каде настана проблемот со цената на гасот? Главен извор на газ во Европа, бидејќи кризава во суштина е европска криза, не е значи светска криза. Цената на газ или количините на газ кои што доаѓаат во Европа се во главно количини на газ од Русија доминантно, еден мал дел од Норвешка, значи и Северното море, некои мали производства имаат одредени држави, еден дел значи доле од Африка, од Алжир, но тоа е веќе јужниот дел, да речеме Шпанија и така натаму. Но доминантно гасот доаѓа од Русија. Гасот може да се купи на два начина. Едниот начин е да се купи значи по формула врзана со цената на нафтата, а вториот начин е да се купи на спот маркет. Европа реши да купува газ на спот маркет, но за жал економската економија малце поспоро се движеше и закрепнуваше, а при тоа паралелно на тоа се случи да Кина и азиските земји драстично го зголемат конзумот на газ од две причини. Прво, заради тоа што и Кина реши да ги затвара термоелектраните на јаглени да преминува на производство на електрична енергија од газ, а и нивната економија значи побрзо се опорави после ковид кризата и ги зголеми количините на газ што ги троши во индустријата директно. И на тој начин се случи да еден добар дел од рускиот газ отиде на тие пазари и кога побарувачката расте, а гасот е сепак со лимитирани количини на производство, се разбира цената расте. Тука има и геополитички проблеми, значи околу северниот тек, значи 2 и така натаму. Меѓутоа, кратко речено, ако треба да симплифицираме, значи зголеманата потрошувачка на газ во Кина направи да големи количини на газ отидат према Кина и тоа ја зголеми цената на гасот во Европа и во европските земји и таа достигна значи рекордни нивоа. И ако земете дека еден добар дел од електричната енергија се произведува на газ, во тој случај значи тоа ја генерира или ја бутка цената на електричната енергија нагоре. Втора причина е зелените сертификати кои што пораснаат драстично, значи од некои 20 на евра, тие отидоа до 60-70 евра и тие значи директно влијаат во цената на електричната енергија, но тоа е политиката нели за премин или транзиција енергетска од загадувачки индустрии или загадувачки, да речеме, облици на производство на електрична енергија кон обновливи извори на електрична енергија. Со други зборови, тоа е цената на екологијата што ние ја плаќаме, бидејќи сите сакаме да имаме поздрава животна средина, но треба да бидеме свесни дека тоа кошта. И таа цена, значи, денеска еден дел тоа го генерира. Третата компонента е намалените издашности на обновливите извори, бидејќи Европа се потпре во голем дел на обновливи извори, еден најголем дел можеби на ветерните електрани во северните мориња, меѓутоа се погоди период да нема премногу ветар. Недостатокот на обновливите извори, значи тие се по сите карактеристики добри еколошки, меѓутоа од друга страна пак тие даваат електрична енергија само кога природата тоа го дава, нели фотоволтаиците кога има сонце, ветерните електрани кога има ветар, хидроелектраните кога има вода, а се погоди период да сите тие извори бидат намалени во споредба со некакви просеци од минатите години. Тоа е третиот фактор, значи кој што ја генерираше значи цената на струјата, пошто имаше помала понуда од тие извори и нормално кога има помала понуда цената расте. И четвртата компонента е компонентата на реалната инфлација. Во светот се штампаа многу пари
Тие пари значи направија зголемување на основните цени на ресурсите, бидејќи тоа е еден затворен круг, да речеме пораснаа металите 100%. Сите резервни делови во хидротермоелектрани или било какви постројки, значи се прават од метал, што значи дека деловите поскапеа, што значи дека нивната инвестиција поскапе, што значи дека нивното одржавање поскапе. Понатаму инфлацијата направи да има покачување на платите, тоа значи направи поскапување на работната рака и сето тоа направи една генерација на инфлација која што ние не можеме да кажеме дека не постои, таа постои секаде во светот, а изворот на таа инфлација е точно значи кризата која што веќе нели ја живееме 2 години, а не знаеме ни до кога ќе заврши. И значи инфлацијата е компонента која што влие на цената на струјата, веројатно најмалку во моментот, но и таа влие. И кога ќе земете збир од сите овие 4 компоненти, е практично вкупното зголемување на цената на електричната енергија. Сега, како ние се справуваме со тоа, како и сите други земји кои што немаат доволно сопствено производство. Значи, најдобро се справуваат тие држави кои што имаат доволно сопствено производство, а сите тие држави кои што се увозно зависни доминантно, тие за жал мора да ја плаќаат пазарната цена на електричната енергија и тоа нормално ја генерира цената на електричната енергија. Што може владата да направи? Па управо тоа што го прави. Јас прво мислам дека треба проблемот или прашањето на енергетика да се извади од дневно-политичкото прашање и дневно-политичкото препукување, бидејќи во енергетика ништо не се прави за 1, 2, 3 години. Се треба да имате план вие за 10, 20 години. И ние имаме, но за жал малце се чита тој план, тоа се вика енергетска стратегија, донесена е 2018 година, таму е све ова убаво опишано и значи треба тоа само да се чита и да се почитува. И мислам дека во таа насока треба да се оди, но кратко речено, значи што може владата да направи? Може да извади пари од буџет и да субвенционира. Управо тоа и го прави. Така, значи и во тоа во главно го прави во домаќинствата, а не во делот на стопанството, па и веројатно во делот на стопанството и тешко може да го направи, иако има мерки кои што може да се преземат, но за домаќинствата максимално ги штити. И покачувањето на цената на електричната енергија не пратев точно колку посто е, 10%, мислам, ако... Така, да, знам, нешто околу 10%. Тоа во споредба со тоа какви се пазарните цени на електрична енергија, е и мало покачување, што значи дека владата ќе издвои сериозни средства да ги субвенционира. Но тоа не е решение на долг рок. Бидејќи не може нон-стоп да субвенционира. Може, надежта е дека ова криза ќе помине. Точно тука јас не сум убеден дека ова криза ќе помине и дека цените брзо ќе се вратат на старото ниво. Ако земеме во предвид дека минатата година цените овој период од годината беа 50-60 евра и така натаму, јас мислам дека такви цени уште долг период нема да видиме. Зошто? Заради тоа што чак што иши да се реши проблемот со гасот и да се намали цената на гасот. Останатите компоненти кои што влијат, кои што ги објаснив 4, кои што влијат врз цената на електричната енергија, тие и понатаму ќе останат. Моје лично мислење, не мора да сум во право и немам јас доказ и гаранција за тоа, него како човек кој што има искуство 20 на години во оваа област, моје лично мислење дека цените на долг рок ќе се стабилизираат меѓу 80 и 120 евра по мегават час, но ако денеска зборуваме, например, еве денеска баш ја погледнав берзата, денеска е 261 евро, имаше денови кога доши до 400 и до 500 евра. Мислам дека беше залажување тоа во текот на празниците дека се стабилизирала берзата, не, значи се намали потрошувачката, бидејќи сите беа, индустријата не работеше, а таа е главен конзумент на енергија и затоа цените во текот на новогодишните празници паднаа, но ако ги гледате и предпоставките и берзите и тоа што дневно се тргува на берзите, ќе видите дека цената се движи повторно помеѓу 200-250 евра по мегават час, што е исклучително висока цена. Дали ова ќе остане на долг рок, како што кажав, веќе не очекувам да остане на долг рок за секогаш овака, меѓутоа колку ова ќе трае, па мислам дека цела 22 година нема да ја поминеме со помал просек од 150 евра, можеби малце ќе се стабилизира во 2023 година, значи тоа да падне некаде до кај 102-30 евра и полека тоа да се стабилизира, но мислам дека повеќе нема да видиме цени под 80 евра по мегават час. Дали беше неопходно укинувањето на дневната ефтина тарифа на струјата за граѓаните за да се амортизира поскапувањето на електричната енергија на регулираниот пазар? Па видите, значи пресметката на цената на електричната енергија е една формула, значи со која што влегуваат повеќе компоненти. Ако останеше ефтината тарифа, веројатно, нели, а при тоа владата имала одреден волумен на пари или одредена сума на пари кои што планирала да ги потроши
за субвенционирање, во тој случај тие 9,40 или колку посто беше покачувањето ќе беа повисоки. Значи, знаете, на крајот на криштата се сведува на сето тоа колку дома ќе произведете енергија, по која цена ќе ја продадете, колку енергија ќе увезете и цената е микс на тие компоненти. Ако го гледаме чистиот микс, веројатно покачувањето требаше да биде 30, 40, 50%. Сега од тие реално покачување до покачување од 10% е субвенција на државата која што ја дава во цената. И тоа е, како да кажам, равенка со неколку непознати во кои што ако ефтината тарифа не ја укинете, тогаш ќе повеќе ќе ја покачите цената на струјата или обрат. Невладините организации бараат владата да ги укине субвенциите за малите хидроелектрани и порачуваат дека државата дава повеќе средства за субвенции отколку што тие произведуваат електрична енергија. Ваш коментар? Па видете, мене ми е жал што ова дискусија се води поприлично еднострано. Секогаш јас кога ќе влезам во дискусија да ја објаснувам таа тема, влегувам во ризик дека некој ќе мисли дека ја штитам сопствената позиција, бидејќи јас имам еден дел од тие хидроелектрани, иако нели тоа стално се врзува со моето име, јас можам да кажам дека јас лично како сопственост имам некои 5-16% од сите хидроелектрани во државата како сопственост. Така да не е тоа, но мислам дека е време да се кажат некои работи како што се. Мислам дека за тоа зборуваат луѓе што ретко или никогаш не виделе хидроелектрана. Мислам дека тоа стана малце популизам и модерно. И мислам дека тоа е, како да кажам, една дискусија која што влегува, значи, како дискусија на луѓе кои што не гледаат долгорочно на таа работа. Еве, углавно две теми се тука. Значи, едната тема е дека тие влијаат штетно врз околината, а втората тема е дека се субвенционирани. Вие го поставивте прашањето околу субвенциите. Ајде сега да разговараме за субвенциите. Прво, ајде да видиме, испадна брзо сега еден ревизорски извештај со кој што јас не се согласувам и не ги зема сите факти во предвид, и тоа е кога економисти ке сакаат енергетика да дискутираат и не ги земале сите факти во предвид. Они земале дека цената која што ја наплатиле хидроелектраните во државата е 80 евра, а при тоа цената на берза била 41 или 44 евра. Сега тука не земале и направиле проста математика колку произвеле хидроелектраните во овој период и разликата помеѓу тие две цени и дошле до некоја сума од 40 милиона евра дека хидроелектраните земале повеќе. Ај сега да размислиме дали е тоа така. Например, не земале во предвид дека хидроелектраните уплатиле 17 милиона евра авансно во државата за да ги изградат хидроелектраните како еднократна надокнада. Па и сега извадете ги од тие 40 и 17, така? Па после тоа хидроелектраните секоја година плаќаат 2% од производството. Па извадете го тоа, значи тоа исто оди во државата. Па земете во предвид дека ако се направат 200 хидроелектрани, а до сега се направени околу 120, еве да збориме за 120. Тие 120 хидроелектрани коштаат не помалку од 200 милиона евра. 70% е градежништво, македонски фирми граделе. 140 милиона евра од таа инвестиција останале во градежништвото на Македонија. Само даноци и ДДВ колку се платени према тоа во буџетот. А што ќе биде разликата ако не ги направиме хидроелектраните? Во тој случај сета таа електрична енергија треба да ја увеземе. Па дали е подобро да ја увеземе? Сега, значи, тука доаѓаме до еден парадокс. Еве сега денеска да ја гледаме ситуацијата. Викаме 80 евра е цената на електричната енергија од малите хидроелектрани што ја плаќа државата. Ама денеска гледаме дека ценава е 260 евра. Па само денеска ако земеме дека тие хидроелектрани во моментот произведуваат 50 мегавати, а толку произведуваат, јас го проверив тоа пред овој разговор, и ако земеме дека на 24 сата произведуваат 50 мегавати, и ако земеме разликата од 261 евро колку што е денеска кога таа струја би ја продале на пазар, до 80 евра колку што им ја плаќа државата, тоа се 181 евро по мегават час разлика во цена, или тоа на дневно ниво се 217.000 евра. Што значи денеска хидроелектраните, мали овие за кои што збориме спорни, и веројатно затоа веќе ги нема овие гласноговорници, тие денеска оставаат во државата 217.000 евра. Сега ако тоа го збориме на месечно ниво, е 6,5 милиона евра. А ако збориме една година да трае оваа криза, а хидроелектраниве да ја оставаат таа струја во системот кој што денеска ја оставаат, тоа е 79 милиона евра. Па еве све она што минатите 10 години го земале, сега дупло оваа година ќе го вратат на државата. Впрочем,
Оваа математика никој не ја прави. Затоа енергетика се прави на долг рок. Затоа не се, еве јас прашувам, ако не ги направиме хидроелектраните, ако не направиме фотоволтаици, ако не направиме ветерни електрани, па од што оваа држава ќе има струја? Све ќе увезуваме? Па јаглен веќе немаме. Лага е дека има јаглен за 4 блока или не се копало. Не, вистината е, јагленот е на исцрпување. Значи, повеќе во оваа држава јаглен нема. Газ нема. Од што ќе правиме енергија? Па нас ни остануваат само обновливите извори. Тоа имаме како сопствена енергија. Хидро, термо, фотоволтаици, хидро, фотоволтаици, ветер и евентуално биогаз, биомаса. И друго нема. Друго не постои у светот, не е измислено. И ние мораме да гледаме долгорочно. Еве сега прашувам сите тие гласноговорници кои што беа против малите хидроелектрани еколошки, дали тие денеска не им смета да се гори мазут и да се увезуе јаглен? Дали е тоа помалце загадувачки? Ги нема денеска, чутат. А и тоа е сега добро, значи кога ќе јас нема струјава, све е добро, така? Видете, да бидеме објективни. Секоја една нешто кога го градите, без разлика дали е зграда во градов, хидроелектрана во планина, фотоволтаик, ветерна електрана, таа во текот на градбата има влијание на животната средина. Јас ги канам сите тие да дојдат после 10 години да видат како изгледа хидроелектрана. Само 2 парцели по 200 квадрата се над земја, све е друго под земја и зеленилото е вратено во планината. Да, тоа кога се градело, се копал ров, се исекле некои дрва, ама по 10 години е вратено. Ама хидроелектраните ќе произведуваат струја 100 години, не 10 години. И затоа треба паметна држава да биде свесна. Впрочем, не треба да бидеме ние многу паметни. Не треба да слушате ја што зборам. Ајде да видиме светот што прави. Моментално во Европа, ќе морам да се послужам со точни податоци, моментално во Европа работат 24.000 мали хидроелектрани. И тие никогаш не биле прашање никаде. Најголем дел од нив се во Германија. Од тие, во моментот 21% или 6406 хидроелектрани се наоѓаат во заштитени подрачја, значи еколошки, во национални паркови се наоѓаат. Од тие 3936 се постоечки во национални паркови, а ние викаме у Македонија да не се прават у национални паркови. Ама ние викаме у Македонија никаде да не се прават. Тоа е голем проблем, тоа е голема грешка. И после тоа, во моментот, значи, од тие, 2396 се уште планирани во заштитени подрачја, а 77 во Европа во моментов се градат во заштитени подрачја. Лага е дека тоа не се прави во заштитени подрачја. Ако се прави на соодветен начин, се прави во заштитени подрачја. Еве да видиме што прави околинава, тоа е многу битно. Во околинава моментално имаме вака, во Бугарија во 2005 година имала 95 мали хидроелектрани. Во 2007 година имала 127, а во 2020 година има 200. Што значи Бугарија во меѓувреме изградила 70-80 мали хидроелектрани. И таму не е тоа тема уопште. Во Грција во 2005 година имала 50 мали хидроелектрани. Во 2007 61, во 2009 96, во 2020 175. Значи си градат луѓето. Така, во Словенија, еве ја рачунаме за најеколошка земја Словенија и можеме да ја споредиме најмногу со нашата држава и по големина и по све, и била дел од бивша Југославија, нели, и така натаму. На почетокот на истражувањата имала 201 мала хидроелектрана. Во 2020 година се 380. Значи Словенија во меѓувреме направила уште 179 мали хидроелектрани. Да не зборам во Франција дека во 2005 година имала 1710 мали хидроелектрани, а во 2020 има 2355 мали хидроелектрани. Австрија има 4-5 и така натаму. Главниот проблем, што значи дека овие држави не знаат што прават, само ние знаеме што правиме. Прашањето е друго. Ако ја видите картата, значи не постои веќе река во Италија северна, во Австрија, во Германија, во Франција, кај што не е изградено, тоа е све изградено. Единствен потенцијал е уште дел од Босна, дел од Србија, Косово, Албанија и Македонија. И јас го поставувам прашањето. Да не е за тоа борбата, за слободните концесии. Значи, треба малце да го проставиме пошироко прашањето. И за кого ја водиме таа борба ние тука?
Значи, мислам дека треба како држава да бидеме попаметни и еве јас ви кажав доволно аргументи кои што многу јасно ја осликуваат ситуацијата. И од еколошки аспект, дали е помалце еколошко да изградите фотоволтаик или ветерна, па исто сечете дрва, исто, па поготово ако со фотоволтаик земете земјоделско земјиште, тоа трајно го зимате. Значи, мислам дека ние како општество премногу се водиме од дневната политика, премногу се водиме од кампањи кои што некој ќе ги финансира и лесно ги прифаќаме тие кампањи, без да ја гледаме широката слика и далекорочната стратегија. Еве, се надевам дека колку што можев пократко ви одговорив колку што може поконкретно на оваа прашање. Рековте дека полесно со енергетската криза се справуваат земјите што имаат собствено производство. Што треба нашава земја да направи за да го зголеми, за да го зголеми собственото производство? Па од тоа што има извори, видете, во светот енергија се прави од неколку извори. Значи можете да правите од нуклеарна енергија, ние тоа не можеме да го направиме за жал, мислам премногу е и големо и комплицирано и бара меѓународни дозволи. Можете да го направите од термоелектрани на јаглен, ние јаглен повеќе немаме, а и да имаме викаме загадува и не го сакаме. Можете да направите од газ, но еве кога го правите од газ цената расте драстично. Можете да го правите, тоа се значи конвенционалните начини, така мазут исто, мислам не би сакал да го дискутирам опште мазутот, пак е најштетен од сите овие. Значи тоа се конвенционалните начини. И оние што се обновливи извори, значи хидроенергија, ветер, вода, значи хидроенергијата, вода, сонце и биомаса и биогаз. Сега ние за жал претходниве конвенционалниве ги немаме веќе. Значи немаме ни газ, ни нуклеарна, јаглен веќе немаме, мазут и да сакаме да правиме пак треба мазутот да го увеземе. Не е битно дали увезувате струја или мазут. Увезувате. Значи ние имаме само она што ни дала природата. Значи фотоволтаици, хидроелектрани против кои што има кампања, еве за мене пак ќе кажам од тотално извинете ступидни, значи причини. Значи понатаму ветерници колку што можеме, меѓутоа мораме да знаеме дека обновливите извори произведуваат поскапа енергија од конвенционалните извори. Зборам за јаглен и за нуклеарни. И дека тоа си има своја цена. Ама сепак е подобро да имате собствено производство него 100% да зависите како во моментов. И еве ви го кажав пак примерот со хидроелектраните. Значи промената на цената, зголемувањето на цената, кажавте дека најчесто доаѓа поради проблемите со рускиот газ. Да. Дали најавите од германскиот кособственик на гасоводот Северен поток 2 дека ќе ги добие сите неопходни дозволи за работа на гасоводот од германските власти во првата половина на годинава, значат дека е на повидок некаков си крај на енергетската криза или пониски цени на пазарот. Значи, да, значи тоа, дека ако се пушти значи тој цевковод, односно гасовод нов, веројатно ќе се зголемат количините кои ќе доаѓаат према овој пазар, со тоа ќе се зголеми понудата, ќе падне малце цената, но имајте во предвид дека нема да се стопира конзумот во Азија, Кина и така натаму, дека тој ќе продолжи понатаму. Што значи сега кога е пак зголемена побарувачката, цените веројатно ќе се нормализираат, ќе дојдат, значи ќе се намалат од постојното ниво, но веројатно никогаш нема да се вратат на старите цени од не знам 200-300 долара по 1000 метри кубни нормални. Значи тоа затоа ви кажувам, значи цената и на електричната енергија која што директно од тоа ќе зависи, таа ќе се стабилизира, нема да остане волку висока, ама нема никогаш да падне на нивото кое што го гледавме пред неколку години. Сега малку се навратиме на вашите активности во моментот што ви правите. Од неодамна станавте почесен конзул на Малта. Што тоа значи и дали може да помогнете за зголемување на економската соработка меѓу двете земји? Па видете, Малта е една од најмалите држави во рамките на Европска унија. Ние сакаме да бидеме членка држава на Европска унија. Пред се сакам да кажам дека е почесен конзул е почесна функција, значи тоа е голема чест, мислам, како да кажам, да бидете почесен конзул на некоја држава и јас себе се заблагодарувам на председателот на Малта, на владата на Малта, што ете ме поканија и тоа ми го понудија како можност. Јас треба да ги на некој начин представувам интересите на Малта во Македонија, бидејќи Малта нема своја амбасада, практично овој конзулат е нивно представништво.
Една од улогите на конзулот е и да помогне да се развијат економските односи. За жал, ние имаме многу мало ниво на размена со Малта и мислам дека тука постои голем простор пред се, да речеме, во делот на храната. Ние сме, да речеме, викаме дека произведуваме земјоделски производи, но за жал ние не сваќаме дека нашите земјоделски производи по количина се мали за големи пазари, за, не знам, Русија, Германија, Франција, немаме количини кои што можеме да ги испорачаме, а додека Малта, да речеме, е 100% увозно ориентирана за зеленчу, ковоше и така натаму, а па големина пак е соодветна на нашите производствени капацитети и тука гледам голем простор. Понатаму, Малта е едно интересно општество кое што има, значи, висок GDP по жител, да речеме можда 5 пати повисок од нашиот, а при тоа нема некои природни богатства, значи повеќе го ја тераат на интелектуална работа, на услуги, на IT технологии, на финансиски сервиси и така натаму, и мислам дека во тој дел има исто така простор за зголемување на соработката. Јас како конзул ќе направам све што можам да тоа го интензивирам. Сега, како здравствената, економската и енергетската криза се одрази врз работата на вашите компании и дали користевте некои од 6 мерки што ги даваше владата за поддршка на стопанството и на граѓаните? Видете, значи, кризата беше голем проблем за целокупната економија. И нормално и нашите компании, значи јас за пошироката јавност да објаснам, значи сум собственик на Фероинвест групацијата, која е собственик на Брако, а Брако собственик на Green Machine, па во делот на индустријата, да речеме, Брако е фабрика во Велес, која што запослува околу 700 вработени, извезува во 42 држави, а Green Machine е ќерка фирма на Брако, а тоа е, значи, бренд за производство на возила за чистење, така наречени свипери, нели, чистачи, метлачки за улици, и тоа го правиме, тоа е еден од најголемите брендови во светот. За среќа Брако имаше можноста да го откупи брендот. Брако произведува веќе 7-8 години, претходно произведуваше, значи, за собствениците на брендот што го беа, па значи произведувавме компоненти, па после тоа земавме комплетното возило да го правиме, а од 2018 година и го откупивме брендот. Така да тоа е сега македонски бренд, наш бренд, кој што почнавме да го развиваме. Во меѓувреме развивме уште 2 нови возила, јавноста беше запознаена, хидрогенско прво возило во светот за чистење на улици, и тоа, еве сега, стигна последната нарачка од Франција пред 2 дена, иначе се возат веќе во Холандија. Понатаму, значи, развивме ново електрично мало возило, тоа го промовиравме пред Нова година, значи 400 ZT, и ги правиме, значи, старите возила кои што ги правеше Green Machine, и развивме ново големо дизел возило 5,5 кубично, тоа е нов дел во сегментот на Green Machine, со тоа го проширивме 955, кој што сега веќе почнавме да испорачуваме према Блискиот Исток. Брако се справи со кризата успешно. Значи, кризата беше проблем, бараше многу повеќе работа, но морам да кажам, беше и можност. Зошто беше можност? Беше можност заради тоа што многу голем дел од нашата конкуренција ги затвори производните програми, Брако никогаш не затвори. Значи, и покрај тоа што пазарот генерално се намали, меѓутоа, бидејќи доста производни капацитети ги затворија своите капацитети, Брако го зголеми маркет шеарот, значи уделот во пазарот, и порасна во 2021 година за 50% во споредба со 2020 година, а 2020 година не се намали. Брако се намали 18% само дека ја бе во влада во тој период. Тоа беше поголема катастрофа за Брако него ковидот. Значи, да не должам многу, значи Брако во 2021 година се справи успешно, запосли 150 нови вработени и го зголеми прометот за 50%, благодарение на агресивниот пристап, на инвестициите во нови технологии, во новиот бренд, во правење развој на новите возила, и за следната година имаме исто таков план да пораснеме уште 35%, но морам да кажам дека тој раст се базира пред се на 20, конкретно во Брако е 8,5 до 9 милиона евра инвестицијскиот циклус, а заедно со другите инвестиции во мојата група биогасна електрана и фотоволтаик во Кочани, значи моменталната инвестиција во рамките на 2 години е 21 милион евра. Значи, нормално тоа не се пари на компанијата само, тоа се во добар дел банкарски пари кои што ги поддржуваат проектите, и мислам дека
и покрај тоа што е криза, единствен начин да се справите со кризата е да бидете поорганизирани и побрзи од другите и храбро да инвестирате. Македонија во индустријата нема значи друга шанса, освен да има висока технологија, бидејќи други предности нема. Брако има највисока технологија, најсовремени машини, CNC машини, роботи за заварување, плазма и ласери за сечење на материјали и така натаму, и тоа не прави конкурентни да можеме да се носиме со конкуренцијата низ цел свет. Например, нашите возила се продаваат у Белата куќа, ја чистат во Вашингтон, дворците на англиската кралица во Англија, Париз го чистат, Лондон го чистат. Брако, за да може тоа да го постигне, мораше да формира ќерки фирми, па има ќерка фирма 100% во Холандија, ќерка фирма во Германија, ќерка фирма во Англија и ќерка фирма во Америка, во Сан Диего, во Калифорнија. Знаете, многу е полесно да сте вие фирма од Германија или од Италија и да продавате технологија, тогаш самата земја или името на земјата продава, а кога сте од Македонија, вие мора да бидете подобри, поевтини од цел свет за да навистина продадете. За среќа тоа го успеваме. Успеваме заради тоа што во тие 1000 вработени колку што има во моите фирми во целиот систем, има над 150 инженери. Еден добар дел од тие инженери се во странство школувани, тие се вратени во Македонија и само во такви фирми каде што има висока технологија, вие можете да ги вратите од светот македонските инженери или деца кои што отишле таму да ги вратите во Македонија. Значи, ние имаме ученици кои што завршиле на MIT, имаме ученици кои што завршиле постдипломски во Минхен, имаме во Виена и така натаму, и тие се вратиле и денеска работат во Брако, и најдобрите студенти од машински факултети, од техничките факултети во Македонија, и тие се носечката снага на развојот на Брако. И само така може да се оди напред. Еве, така накратко би го кажал, да речеме, справувањето со кризата. И јас би рекол и би ги охрабрил сите стопанственици дека кризата да е проблем, голем проблем, меѓутоа и голема шанса, заради тоа што се отвараат нови пазари. Тука ќе додадам дека се отвара еден голем простор да западноевропските компании се повлекуваат полека од Кина и тука има голема можност да се земе дел од тој колач и само треба да се биде активен. Брако во моментот извезува во 42 држави. 96% од производството е наменето за извоз. Што според вас недостасува за да се поттигне извозот од државата и да се мотивираат компаниите да инвестираат во производствени капацитети со кои ќе ги задоволуваат стандардите за пласман на странските пазари? Видете, ништо не треба да им се помогне на фирмата. Треба да на фирмите различно од тоа што се помага во целиот свет. Што се случува во целиот свет? Не треба на фирмите да им се даваат пари. Сега да речеме нема да ја плати цена сметката за струја, дај му пари за струја. Не, тоа не треба. На фирмите треба да им се помогне тоа што го прави Европска унија во своите држави. А она прави, ако инвестирате и ако купувате нова технологија, ви дава субвенции за тоа што го инвестирате и го купувате. Во Европска унија тие субвенции се до 50%. Например, ако изградите фабрика и купите нова технологија, ви даваат до 50% субвенција. Во Македонија не е тоа до 50% за македонските фирми, тоа е во Тирснел истото това, за овие странските инвеститори, тоа е добро, не е спорно. Законот за финансиска поддршка треба да се развива и негува. Така значи да ги стимулирате македонските компании дека државата ќе им помогне со одреден процент во купувањето на нова технологија. Оти новата технологија значи поголема продуктивност. Поголемата продуктивност значи подобра конкурентност, а подобрата конкурентност значи потентност за извоз. Значи извозот не произлегува од тоа дали вие сакате или не сакате, него извозот произлегува од тоа дали вие имате производ или немате производ. И сега ние треба да се запрашаме во Македонија, имаме ли производ за извоз? Каде ќе го направиме тој производ? Со кои технологии ќе го направиме? Значи, за да направите производ, треба технологија да имате, а технологија треба да купите. И тоа треба да се стимулира. Треба да се стимулира купување на технологии. Значи, тука во тој дел има сега закон за финансиска поддршка на инвестициите, но тука треба да се развијат дополнителни механизми и мислам дека тоа е платформата која што и треба на индустријата. Сега зборувам исклучиво за индустрија. За земјоделието е друго, тоа е ИПАРТ. За градежништвото треба да се третира колку што може повеќе македонските компании да се вклучуваат во инфраструктурните проекти во Македонија, заради тоа што во спротивно ќе го изгубиме градежништвото во Македонија. Значи ќе пропаднат сите градежни фирми, ќе остане странски фирми само да градат и во тој случај еве тие ќе се повлечат кога ќе завршат проектите, кој ќе остане да гради во Македонија. Значи комплексно е прашањето, но мислам дека еве во кратки црти ви одговорив на најважните прашања и поенти. Ви благодарам за интервјуто, господин Ангјушев. Ви благодарам и вас за честа и за
тоа што ми дадовте прилика еве да споделам овие информации со јавноста.